Владата на Република Македонија ја одобри на општина Гевгелија 60,7 милиони денари за плаќање стари долгови кон доверителите. Основните буџетски приходи на општината за наредната 2019 година наместо планираните 215 милиони денари сега ќе изнесуваат 275,6 милиони денари. Околу начинот на исплата, градоначалникот на Гевгелија Поцков вели дека ќе објават повик за пристап кон фирмите на овие средства. Во октомври годинава владата усвои предлог законско решение со кое се предвидува обезбедување 51% од пријавените неплатени обврски за сите општини, за што се предвидени над 3 милиарди денари. Како што објасни министерот за финансии Тевдовски, парите ќе се обезбедат со ребалансот на буџетот и се строго наменски и неповратни, а целта е да се зајакне фискалниот капацитет на општините, сервисирање на долговите и раздолжување кон стопанството. Преоптимистичкото планирање на приходите е една од причините поради кои единиците на локалната самоуправа креираа неизмирени обврски во претходните години. Со предлог измените на законот се воведува ограничување при планирањето на сопствените приходи на основниот буџет на општините, во смисла истите да може да се планираат со пораст од најмногу 10% од просечно остварените приходи во последните 3 години. Според податоците од трезорската евиденција, во однос на истото се предвидени и случаи само доколку општината има обезбедено потврда за трансфер на средства од соодветна институција за реализација на проекти во општината или доколку дојде до промена на законската регулатива. Во меѓувреме, општина Струмица и општина Василево објавија јавен повик во кој што ги повикуваат сите доверители и единките корисници кои имаат доспеани, а не наплатени обврски евидентирани во електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018 да се пријават во општините со цел спогодбено утврдување на износот на обврските.